Науката нема одговор за вирусот на политиката, никако да биде пронајдена вакцина која ќе го запре. Инфицираните, без оглед на тоа какви нус ефекти врзнив предизвикала, се бескрајно упорни. Потребна е адекватна иконографија, па со карактеристичната соодветна реторика може да се тргне во заразната битка. Факт е дека Германија е локомотивата на тоа европско семејство. Таква беше и во времето на Хитлер. Мада таа унија, односно таа Хитлерова Европа кратко траеше. Меѓутоа, така беше поставена. И како може денот на Европа да биде изедначен со денот на победата? Само тоа некој нека ми го објасни. Парањето скриено значење за 9 мај е само секвенца од политичката епидемија која насекаде се шири од една позната дестинација. Кај нас е само добре дојдена, се надоградува и со небаш точни информации и прецизни локации. Денеска се копенхашките критериуми. Ве молам, критериуми за прием на прибалтичките земји, Литва, Лотва, Естонија, не постоеше кога требаше да се влезе во европското семејство. Таа измислица за жал е креирана една година пред нивниот влез, но добро ги сервисира вирозните кои едва чекаат да чујат ваква информација. И не е само тоа, туку чепкајќи низ меморијата на површина се вадат карактери, кои би било добро да ги има, ама со такво име и презиме баш и не постојат. Тоа ќе го спомена господинот Едгар, кој навистина Еванс, кој што навистина застана зад македонското прашање. А што се грешат годините и мињата на земјите на луѓето, туку се нема баш мерка и за единиците. Оти таа задолжина не звучи така како што треба. Дали тие би отстапиле и инча од она што ние денеска го бараме? Добро е што барем се знае за тие што отстапуваат. Додуша не е баш јасно дали при интерпретацијата за ангажманот се користи пејоратив или тоа е некој начин на уривање. Он го намести да биде човек во владата на Република Македонија, кој уште повеќе го руинира нашето секојдневие. Бидејќи авансот кај неголемите е веќе потрошен, на полуочигледна е намерата да се иницира некој нов блок од малите кои би застанала зад нечија кандидатура за председател. Разбирливо е да се комбинира силна одбрана со брз контранапад. Опозицијата ја поддржува. Опозицијата денеска е тоа столбо што го дава тој да не кажам демократски статус. Меѓутоа начинот на кој што опозицијата работи, верувате ми, тоа е веќе уличарски за мене. И на крајот, господскија Непа Распруски, како што доликува на представник на бечка школа, се покажува сериозно познавање на психоанализа. Тој човек има нешто во себе што му недостасува. Не знам дали бил некој пат имал некој комплекс. Меѓутоа тоа дете апсолутно сметам дека е залутано во оваа бранша. Тоа што некој е залутан значи дека работата е завршена. Проблем се тие кои што постојано лутаат. Ним не може да им се фати крајот.